Жетвените активности во регионот се при крај, па затоа е неопходно да се превземат сите агротехнички мерки, особено за понатамошна обработка на почвата, а со самото тоа подготовка за следната есенска сеидба. Кога сме веќе кај жетвените активности, да напоменеме и тоа дека најдобро е заорувањето на страништа се изврши сега, веднаш по излегувањето на комбајните од нивата, зашто процентот на влага од овој момент натаму ќе паѓа драстично. Во услови на намалена влажност невозможно е да се изврши заорување на почвениот хоризонт, односно ќе се предизвикуваат огромни штети по машинерите и по приклучната механизација. Од тука, значи, агротехничката мерка која што сите агрономи препорачуваат е да се изврши заорување на страништата веднаш по завршувањето на жетвените остатоци. Доколку ова се пропушти сега, прашање е кога ние ќе имаме доволно количество на дожд за да се натопи почвениот хоризонт, за да возможи квалитетна обработка на површинскиот слој, што во голема мера ќе закасни есенската сеидба. Затоа уште еднаш препорака жетварите веднаш да пристапат кон заорување на страништата, да не чекаат ниту ден. Со секој изгубен ден или секој поминат ден, процентот на влага во почвениот хоризонт ќе биде се пониска и ќе нема да се создаваат поволните услови за квалитетна обработка на истата. За да не дојде до несакани последици, што уште е важно за земјоделците, особено во летниот период. Зачестена опасност од пожари и најчесто од самозапалување, бидејќи температурите на сонце доаѓаат и до 55 степени Целзиусови, што сувата слама ја прави идеална за предизвикување на пожар, кој може да достигне катастрофални размери. Од тука апелирам на жетварите да водат строга сметка за можноста од појава на ваква несакана последица.